Благодарам господина Джафери. Почитувана министерке, разговараме на 126-та седница на 36-та точка Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за служба во армијата на Република Македонија по скратена постапка. И ние ве слушавме 15 минути како зборите армијата, нашата армија, нашите припадници на армијата и никако да ослушнеме се уште постоечкото и официјално име Армија на Република Македонија. Позитивен е законот и ние ќе гласаме за законот и никогаш нема да бидеме против припадниците на армијата на Република Македонија. Меѓутоа, доколку ова искрено го мислевте, можевте многу порано да го направите овие измени и да го поднесете овој закон. 2,5 години сте министер за одбрана и ова го доставувате сега во собранието. Во самиот закон, во преходни и завршни одредби, предвидувате да важи од март 2020 година, а нашиот амандман, кој што беше одбиен од ваша страна, и тој беше единствен амандман, беше да важат измените од 1.1.2020 година, од кога почнува да важи новата фискална година и од кога буџетот е усвоен во државата. Зошто го направивте ова, да важи од март 2020 година? Затоа што првите исплати ќе бидат во април, во месецот кога случајно или не се одржуваат предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Можевте, затоа што фискалната година почнува од 1 март, од 1 јануар се извинувам, да го прифатите амандманот на ВМРО ДПМН и тие 2 месеци да не бидат оштетени припадниците на армијата на Република Македонија. А сите овие работи кои што ги кажувате ќе ви бидат покриени со устната наредба која имате издадено во армијата на Република Македонија да не се носат еполетите со уставното име на Република Македонија во изминатиот период, иако се уште официјално не е сменето. Ви благодарам.